Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Во Америка, абортусот е големо политичко прашање. Републиканците во оваа председателска кампања излегоа со документ што донесе голема контроверза, но секако зборува за силните страсти кај двете партии во однос на ова. Еве за што се работи. Републиканците кои се подготвуваат за партиската конвенција следната недела усвоја платформа или изјава на верувања што вклучува повик за уставен амандман што ќе го направи абортусот незаконски. Партиската определба против абортус не зборува за исклучоци во случај на инцест, што е во дискрепанца со погледите на најверојатната републиканска номинација за председателски кандидат Мит Ромни. Платформата исто така повикува на уставен амандман што на неродено дете ќе му даде фундаментални права на живот што не ќе може да бидат погазени. Од кандидатите не се бара да ја поддржат партиската изјава на верувања. Платформата беше одобрена во вторник, истиот ден кога републиканскиот конгресмен Тод Акин соопшти дека останува во трката за сенатско место во Мисури. Тој дојде под силна критика за неговите забелешки од порана неделава дека легитимно силување не води кон несакана бременост. А од другите вести, бројот на американски војници убиени во војната во Авганистан надмина 2000, со тоа што повеќе од половината загинати дошле од изминативе 27 месеци. Порастот на жртви се случи откако американскиот претседател Барак Обама испратил јадници нови трупи во земјата за интензивирање на војната што коалицијата на НАТО предводена од САД ја води против бунтовниците. И афганистанската армија и полиција поднесоа големи жртви откако започна војната во 2001. Статистиката од 2007 година покажува дека има над 6500 убиени афганистански безбедносни сили. Обединетите нации известуваат дека повеќе од 13.000 афганистански цивили загинале како резултат на конфликтот од 2007. Американскиот ровер за Марс, Curiosity, е подготвен за своето прво возење. Curiosity е една двегодишна мисија вредна $2,5 милиарди, што ќе помогне да се истражи дали живот воопшто постоел на Марс или може да постои во иднина. Следната фаза на американската председателска кампања започнува со републиканската и со демократската конвенција. Републиканците ќе се сретнат во Тампа, Флорида, започнувајќи во понеделник за формално да го номинираат Мит Ромни. Демократите се собираат во Шарлот, Северна Каролина, неделата потоа, за да го номинираат председателот Барак Обама за втор мандат. Повеќе за ова од нашиот колега Джим Малон. Мит Ромни ги возбуди конзервативците со неговиот избор на конгресменот од Висконсин Пол Рајан за подпредседателската функција. Но демократите го напаѓаат Рајан заради неговите програми од областа на здравството и социјалата. Сега гледаме дека надеж и промена се претворени во напад и обвинување. Ние нема да напаѓаме други, ние нема да обвинуваме други, ние ќе ја преземеме одговорноста. И самиот Ромни ќе има шанса одново да се представи на републиканската конвенција, вели аналитичарот Норман Орнстайн. Ромни сега ќе има можност да покаже дека не е арогантен, дека не е злобен, надвор од реалноста богаташ, туку семеен и топол човек, сочувствителен и доволно компетентен да се движи напред. Обама на конвенцијата пред демократите ќе има поинаков предизвик, вели Орнстайн. Ќе треба да ги нагласи работите што ги направил, вклучувајќи го и убивањето на Осама Бин Ладен, што го покажува како цврст и решителен донесувач на одлуки. Политичките конвенции се променети од времето кога на вистина ги избира кандидатите, вели аналитичарот Питер Браун. Тие се начин за презентирање на секој од партиите во најубава светлина и начин да им се покаже на гласачите еве кои сме ние, еве го нашиот кандидат и еве за што се застапуваме. А по конвенциите доаѓаат дебати. Првата е на 3 октомври. Од Супермен до Бетмен, овие холивудски херои започнаа во цртани стрипови. Креаторите на стрипови велат дека иако тие не се толку популарни како пред децении, минуваат низ технолошка револуција за која многумина од индустријата мислат дека ќе создаде нова генерација на читатели. Следниот извештај е од Лос Анџелес. Последниве 30 години Golden Apple Comics во Лос Анџелес продава стрипови на возрастни, но и на деца, како Иван Греј.
Сакам да ги држам и да ги вртам овие страници. А изгледот на овие страници не е многу променет. Сепак, собственикот Рајан Лейбовиц вели нешто се случува. Во последно време гледам голема транзиција кон дигитални стрипови. Навистина, се повеќе може да најдете стрипови онлайн. Comixology, например, има над 25.000 стрипови во нивната интернет продавница. Ова е подпредседателот Чип Мошер. За последниве 6 до 9 месеци се рангиравме како најпродаван еп за iPad во целата продавница на iTunes. Лани компанијата продала 19 милиони онлайн стрипови. Годинава очекува да продаде 70. Кога за истата цена постои избор хартиена или дигитална верзија, читателите одбираат дигитална. Даниел Бурвен ја основал Cognito Comics, каде користи звук и движење. Тој вели дека виртуелниот свет му дава можност да стигне до читателите во целиот свет. Да го правевме ова само како печатена книжка онлайн, ќе бевме срекни да продадеме 500 копии. Креаторите на дигитални стрипови велат дека публиката денес бара нешто повеќе од насилство. Повторно, Рајан Лейбовиц. Кога ги гледате корисниците на овие стрипови, гледате лица на лути луѓе со оружје, готови да убиваат. Но настрана содржината и изгледот, некои читатели, иако верни на старите добри хартиени верзии, сакаат и дигитален формат од практични причини. Има стрипови што сакам да ги имам само на хартија, но убаво е кога можем да ги читам и на мојот iPad. Многумина во индустријата гледаат иднина за двете варијанти. Денес чувме што предстои во председателската кампања во САД. Конвенции. Но ако никој не очекува новини од таму, логично се прашуваме која е тогаш нивната улога. Гледајте на утре, имаме одговор. Забава, церемонија. Што и да е, енергијата е висока. Гледајте утре во Newsflash. И тоа е се за денешнава емисија, која ќе најдете и на нашата интернет страница glasnaamerika.com, а може да не побарате и на Facebook. Јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. До гледање до утре.